Откако Бакингемската палата соопшти дека на кралот Чарлс III му е диагностициран рак, не само британските медиуми, туку целиот свет се фокусираше и го анализира последниве неколку денови однесувањето и сите нови случувања поврзани со кралското семејство. Тоа што кралот Чарлс III соопшти со јавноста, ја сподели оваа информација, дел од медиумите го окарактеризира како модерна монархија. Дел од медиумите пишуваат дека е тоа новото лице на британската монархија со бројни суперлативи за кралот. Сега, како болеста на кралот ќе влијае, односно веќе почнува да влијае на кралското семејство? Може ли да дојде до абдикација? И кои се најновите информации поврзани со кралското семејство во последно време? Дознаваме од лице место, вклучувајќи ја во живо во продолжение мојата драга колешка Жанета Скерлев, дописничка и колумнистка за Слободен печат. Жане, дали се слушаме? Good morning, да, се слушаме, всушност не good morning, добар ден, веќе е ден. Да, се слушаме и еве баш ги гледам најновите вести, според медиумите, полека веста за она што ќе се случува со монархијата и со принцот Чарлс, со кралот Чарлс, навика. Да, често го грешиме тоа сите. Да паѓа надолу на списокот на вести. Доаѓа некаде на трето или на четврто место на крајот на неделата, значи почнува да стивнува. Сепак тоа е важна, меѓутоа не е најважна вест во државата, како реалноста полека да допира до луѓето и секојдневните проблеми доаѓаат до израз, но сепак е важна вест, бидејќи ги е несекојдневна и ги потреса луѓето, посебно оние што се монархисти, посебно оние кои најблиското семејство се разбира, и посебно оние чии бизнис зависи од кралската машинерија, а тоа е голем бизнис. Кралското семејство носи е заштитен знак на Велика Британија. Традицијата во оваа земја е голема работа и ова е не мултимилионски, туку повеќе милиарди се вртат тука. Меѓутоа има и уште една многу друга, според мене побитна работа. Сега гледам тука во само момент. Тука гледам во вест една вчера, вели дека едно најпознатото добротворно друштво Макмилан за канцер, поддршка за болени од канцер, вели дека посетата на нивниот сајт од минатата недела, од минатиот понеделник всушност, се зголемила за 42%. Ова значи дека ја покренува свеста кај мажите? Свеста и не само кај мажите, бидејќи оваа болест не бира, и ако е кај мажите и кај жените, меѓутоа и целото семејство е запатено. Кога загрижено е целото семејство на кралот Чарлс. Видовме дека веднаш во рок од 24 часа принцот Хари долета да се види со татко му. Тоа беше сигнал, например, за некои вестници овде да коментираат дека можеби состојбата со кралот и оној канцер кој му е откриен при рутинска операција за проширена простата, можеби е покомплицирана состојбата отколку што се мисли. Принцот Хари не се виде сепак не се сретна со принцот Вилијам, така? Не се сретна и тука кралските коментатори велат дека состојбата, дека кавгата меѓу двајцата браќа е посериозна отколку што се мислеше, како што дека состојбата со канцерот на кралот е посериозна отколку што се мислеше. И веќе има пред во медиумите
разни коментари. Обично се на два вида коментари. Едниот вид е од страна на тие кои се про-монархистички, тука се Daily Telegraph, Daily Mail и Daily Express, кои секогаш се на страната на монархијата. Нивните кралски коментатори, бидејќи овие весници имаат посебно назначени кралски коментатори кои имаат тесни врски со кралската палата и тука коментираат и знаат повеќе детали отколку обичните луѓе, велат дека кралот и кралското семејство се трогнати од од она што и нацијата и од другите земји кои лидери на други земји кои на кралот му изразиле желби за здравје и побрзо оздравување. Од друга страна се другите медиуми кои некако пореално ја гледаат ситуацијата и велат во ред, кралот има 75 години, тоа се случува, болестите се дел од животот, но сите се со заеднички коментар го фалат на некој начин кралот што ја обнароди, ја обелодени диагнозата, бидејќи знаеме дека во минатото кралското семејство не беше транспарентно и имаше, и како што пишуваше вчера или завчера Слободен печат за болестите во кралското семејство, и ги имаше доста и тоа со слична диагноза, не се кажува, тоа се криеше и тоа е нешто што не е само традиција, да кажам, во наводници на кралското семејство, тоа е најверојатно начин на реагирање и размислување и кај многу мина обични луѓе и обични семејства. Дозволи да забележам, прости што те прекинувам, да забележам, споменуваш дека веста веќе паѓа надолу како трета важна вест. Дали тоа значи дека состојбата на кралот е подобра, со оглед на тоа што имавме можност и прилика да видиме дека во вчера навечер кралицата Камила соопшти дека состојбата е добра, дека тоа е во стабилна здравствена состојба. Има ли некаква информација како се чувствува сега кралот? Па не, и многу рано е да се каже било што. Единствено што е кажано е дека тој почнал со третманите. Она што го велат специјалистите е дека што порано се фати болеста, значи диагностициран му е рак, каде не знаеме. Мислам дека половина луѓе, посебно монархистите, ги отворија книгите по анатомија и да видат што е оно околу простатата што го нашле лекарите. Другата половина помина на интернет, третата половина нема трета половина. Меѓутоа, значи луѓето се заинтересира, што е добра работа. Него му е почнат третманот, тоа обелоденија медиумите, тој ќе оди еднаш неделно, ќе патува од Сандригем, тоа е кралска палата, уште една од многуте кралски палати во Норфолк. Еднаш неделно ќе оди на третман во Лондон. Како ќе биде понатаму не знаеме. Информациите од кралската палата се дека тој се чувствува добро, и како ќе се развива ситуацијата понатаму не знаеме и останува да се види. Но пак велам, добрата работа е тоа што за разлика од порано информацијата се споделува. Според вас тоа е добро? Тоа е добро заради тоа што она со што почнав од хуманитарната организација, од добротворната Макмилан, вела дека за 42% се зголемило интересирањето, луѓето одат и се информираат за детали од не само состојбите простата, туку и други можни симптоми кои можеби водат кон нешто посериозно.
и најбитно е она што го потикна ова обелоденување на кралот дека има рак е колку што порано се открива, толку е поуспешно лекувањето и толку е поуспешно и да се продолжи животот на времено кога Токму тој ми беше муабетот пред малку што го споменав, тоа што кралот отишол на рутинска контрола и му се открива, нели отишол на рутинска контрола на преглед за простатата, при тоа заминал со диагноза за рак, тоа ја покренува свеста и кај мажите низ светот да одат на редовна контрола. Точно, добро, кралот не беше на редовна контрола, тој беше на интервенција за зголемена простата. Кај мажите над 50 години веќе се јавуваат, пишуваат, тоа не го кажувам јас како стручњак, туку од сите информации што ги читавме деновиве, станавме и сите некако како експерти, не експерти, меѓутоа се збогативме со мноштво информации, меѓутоа има проблеми, има и некои можат и цел живот да поминат со зголемена простата и никому ништо, други може да имаат дури канцер на простатата и да се наблюдува тоа и да, што вели една докторка, и да живеат среќно во длабоките пенсионерски денови. Кај трети може би треба интервенција. Значи, учат луѓето кога вакви ситуации, вакви работи се случуваат, луѓето се интересираат повеќе и учат многу за овие состојби и во некои случаи навистина може да дојде до спасување на животи, бидејќи одат на лекар, се интересираат за состојбите и доколку има посериозни симптоми, тогаш, како што рековме, може да во ранни фази и да се спаси човечки живот. Но ова не е битно само за луѓето, за мажите или за жените, бидејќи простатата е машки дел, меѓутоа тука е и дебелото црево, тука е и бешиката, тука се и бубрезите и така натаму. Ова е битно и за целото семејство, бидејќи не страда само поединецот, туку и семејството околу него, и видовме дека во случајот на кралското семејство се ангажира сега и цело семејство да му олесни на кралот, кој според прогнозите на лекарите неколку месеци ќе биде надвор од акција, како што рекоа. Значи за абдикација не станува збор, така? Молам? За абдикација, некаде прочитав низ британските медиуми дека може би простори. Моментално не, додека трае лекувањето и додека не се знае како ќе оди тоа, едноставно по препорака на лекарите, бидејќи тој прима терапија, таа терапија според пишувањето на весниците е или хемотерапија, или нешто со зрачење, толку детали не пишуваат весниците, меѓутоа прима терапија. Таа терапија има секако разни нуспојави, последици, што значи дека кралот нема да оди на настани и да се шетка лево-десно, што е нели нормално. Сосема разбирливо, така е. Разбирливо кога се прима терапија, и затоа пишуваат медиумите дека сега ќе се ангажира и остатокот од кралското семејство, и веќе го видовме ние, еве го принцот Вилјам, како оди, и ова требаше кралот да ги дава одличијата, одликувањата на заслужни луѓе во кралството, во Велика Британија, и тој ќе велат дека ќе преземе повеќе кралски должности, исто така и
сестрата на кралот, принцезата Ана, така. исто така и сопругата Камила, кралицата придружничка, всушност не е веќе придружничка, кралицата Камила. Исто така велат медиумите дека ќе се ангажираат повеќе и браќата, односно братот принцот Едвард и неговата сопруга Софи. Не се спомнува принцот Андрю, кој уште останува осрамотен од аферата со наводниот секс со малолетнички и неговата врска со Епстин и така што тој уште е и за време на животот на неговата мајка кралицата Елизабета беше во издвоен од кралското семејство како непосакуван лик на кралското семејство, на некој начин осрамотен. Така што се ангажира другите. Интересно е исто и тоа што еве додека некои членови како кралот покажуваат го споделуваат своето здравје и здравствената состојба, додуше не сосема, сепак се остава еден дел на приватност. Да, интимниот момент да се зачува. Да. И тоа е, не знам, да ви кажам, право на некој начин разбирливо, еве се кажува, меѓутоа не мора да се оди баш до секаков детал. Од друга страна, сопругата на принцот Вилијам. Ќе зборуваме за тоа пред да преминеме, ќе ве прашам и за тоа сакав да искоментираме една изјава на GBC News. Новинарот Майк Пери ги обвини Хари и Меган за виновни за болеста на кралот. Во тоа интервју и предизвика лавина реакции во Британија оваа негова изјава, дека впрочем нивното однесување последниве години се рефлектирало врз здравјето, односно стресот на кралот. Како го коментирате вие лично и како го коментираат британците овој коментар на Пери? Јас лично би рекла глупости и нема врска. Тоа мора да е во рамките на овие таблоиди кои со години ја труеа јавноста тука и ги направија Хари и Меган непријатели, ги натера луѓето да се преселат од овде, бидејќи на вистина тоа што им го правеа, посебно на Меган, беше неиздржливо и јас не знам како таа издржа и воопшто повеќе од година дена да остане тука. Јавноста тоа помина, не знам, тоа помина така, мислам јавноста не реагира, јавноста и поделена тука, мислам, не има, како што има и насекаде има клан тим Меган, тим Кейт, тим ова, тим она, меѓутоа воопшто не се реагираше, освен на Твитер или на Фејсбук. Тоа се луѓе кои ми се чини дека немаат попаметна работа или немаат приватен живот, па се занимаваат со тоа, ама на вистина не е воопшто тоа тема. Дека се насекирал кралот заради Хари и заради Меган. Си има кралот доволно своји грижи. Всушност тој беше и пресреќен што конечно стана крал, бидејќи ако некој чекаше да стане крал, тоа беше принцот Чарлс, кој секоја чест на трпението негово, ако некој чекаше и ако некој се подготвуваше да стане крал, тоа беше сегашниот крал. Мораме да привршуваме, немаме премногу време, а сакам да го одговориме и прашањето дали има нешто ново за Кейт Мидлтон, дали таа е во добра здравствена состојба? Александра, колку знаете вие таму, толку знаеме и ние тука. Интересно, дури и промонархистичките медиуми се многу тивки, не пишуваат за нејза, така што не знаеме ништо, знаеме само дека таа е дома во Виндзор со незините 3 деца. И еве уште еден случај каде што е член, највисок член од кралско семејство решил
решила да не зборува ништо. Таа беше 2 недели во болница, знаеме дека јавноста знае дека имала абдоменална операција, но не се знае ништо за тоа и тоа е во ред. Имаше коментари тука по медиумите дека доколку таа каже што и како, дека тоа би било добро за девојките, за жените тука, дека Значи имаме две различни страни. Кралот две кажа, различни страни. Ете, баш така, токму така. Таа е всушност пример на некогашното кралско семејство. Како тие се однесуваа до сега? Сега за сега така. Дали таа понатаму ќе однароди и ќе прозбори, имало примери во минатото за познати личности, за инфлуенсерки, за глумци, за актери, актерки кои помогнале многу, зборувајќи јавно за своето здравје и здравствена состојба и кои навистина придонеле за зачувување на здравјето на многумина, но во овој случај не е така и окей, тоа е можеби личен избор, став. но сепак доаѓа од највисоко место во кралското семејство и но пак велам, оставам, тоа е во крајна линија приватен избор и треба да се внимава кога некој решава да има влијание за некои работи, дали ќе влијае на она што сака да влијае само или ќе влијае на она што како член на кралско семејство и на таа машинерија ќе мора да влијае. Но и во секој случај треба да се почитува приватноста и покрај тоа што и јас би се надоврзала на тоа што го споменавте дека кога некоја јавна личност зборува за некаков проблем, навистина тоа повеќе допира до јавноста и некако ја буди свеста. Во овој момент ќе ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Слободен печат. Благодарам што во живо ни се вклучивте од Лондон и што ни ја пренесовте Јас ќе си го сликата. довршам кафето со кралскиот грб овде. И јас сум со Слободен печат чашка и нека ни е на здравје кафенцата. Не го направивме англиското кафе, ајде во следна прилика специјално англиско кафе ќе подготвам од студиото. За добро, за здравје на сите што ни се драги и што ги сакаме, секој е добро, Александра. Секој е добро, благодарам, задоволство е секогаш да бидам во вашето друштво. Верувам дека и ние низ овој разговор, зборувајќи за проблемите кои што за жал се поврзани со болест во кралското семејство, ќе се обидеме како медиум да ја покренеме свеста кај нашите гледачи за редовни контроли, за проверки и кај мажите и кај жените и кај децата, за нели на времено да се појде на лекар. Почитувани во продолжение, Жане, те поздравувам тебе, посакувам секое добро и добро здравје, а ние почитувани продолжуваме со останатите содржини. Во продолжение ќе погледнеме една анкета, Слободен печат, беше на ПМФ, на Природно-математичкиот факултет и ги прашавме студентите дали се чувствуваат безбедни во овој предел кога одат на часови, односно на факултет. Зошто ги прашавме и какви одговори добивме, слушате во продолжение.